Државниот пазарен инспекторат будно ги следи цените на 700 есенцијални производи кои се потребни за живот на едно просечно македонско семејство и за една недела ќе се знае комплетниот резултат, истакна денеска заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски, кој при посета на агенцијата за вработување во Штип одговараше на новинарски прашања за резултатите од анализите и кои мерки ќе се преземат за да се намалат цените на прехранбените производи. Сатени се многу објекти и ќе знаеме која економска политика понатаму да ја примениме и како влада и како Министерство за економија и труд. Главен приоритет, бидејќи војниот конфликт веќе е при крај, заврши, очекуваме да цените паѓат или да не растат, освен ако има одредени, како да кажам, економски услови за тоа. Имаме и берзански производи на кои не можеме да влијаеме. Така да сметаме дека главен приоритет, таргет на владата до крајот на годината ќе биде да држи инфлацијата на едно ниско ниво, а и ако имаме малку поголема инфлација поради војниот конфликт, изголемување на енергенсите, транспортните трошоци, сировини и така таму, знаете дека инфлацијата е едно од најниските во регионот. Значи, Македонија покрај најефтини енергенси, тоа го каже Евростат, имаме и најниска цена на основните прехранбени производи во регионот и во Европа. Просечната трговска Прашан колкава е трговската маржа во нашата земја, имајќи предвид и просечната европска трговска маржа е 6%, Ристевски со одговор дека анализите ќе кажат. Да не кажувам паушално да зборувам, самите анализи ќе кажат и ќе видиме во кои групи на производи има најголеми маржи, каде можат да се симнат цените, каде се оправдани, каде не се оправдани, каде има економска логика, каде нема економска логика, тоа ќе ја покаже анализата. Анализата ќе биде за брзо и ќе бидат известени и од Министерството за економија и труд и владата, и да напоменам дека овие 2 години ревносно работиме на стабилизирање на цените, бидејќи тоа не беше случај со претходната влада, кога имавме историски, за жал, најголема инфлација, стапка на инфлација во Европа и во светот. Заменик министерот Ристевски додаде дека во овие 2 години работат на стабилизирање на цените, бидејќи, како што рече, тоа не беше случај со претходната влада, кога имавме историски, за жал, најголема инфлација.